На последниот ден од месецов, по цели 9 години од почетокот на изградбата, конечно е ставена во употреба експресната делница Фариш-Дреново како еден од најтешките патни проекти на кои интензивно се работеше во последнава година и каде владата мораше да ја помести дури и планината. Станува збор за 10,2 километри модерен и безбеден експресен пат со 2 тунели во исклучително опасен терен. Кога дојдов на функцијата директор на јавното предпријатие државни патишта, овој пат во најголем дел беше направен. Меѓутоа, се работеше со многу слаб интензитет. Да речам скоро да не се работеше. Имаше проблеми кои што треба да се решат. Се решија 5 косини, при што беа отстранети околу 50.000 метри кубни земја и камења. Исто така, втор проблем беа 2 карпи кои што беа отстранети, едната на висина од 35 метри, другата на висина од 75 метри, кои представува голема опасност по безбедноста на овој пат. Оваа делница е една од главните патни артерии кои се особено значајни за целиот Пелагониски регион, но и сложен подвиг со кој буквално се помести дури и планината, посочи министерот Александар Николовски. Гледано како подвиг, после автопатот Охрид-Кичево, ова е дефинитивно најсложениот подвиг кој што беше за решавање. Тунелите позади нас и планината позади нив беа навистина голем предизвик. Буквално планина се помести за да се изгради овој експресен пат и да е безбеден, што е многу значајно. Ние решивме отварањето да се помести за неколку месеци со цел да имаме максимално безбеден експресен пат по кој што граѓаните ќе можат да се обраќаат, но исто така и да ги отклониме сите пречки кои што стоја на реализацијата на овој пат. Вредноста на овој експресен пат е близу 45 милиони евра, обезбедени преку ЕБОР и според премиерот Мицкоски. Овој пат парите не завршиле во нечии џебови како провизии по принципот како досега, туку се реални проекти пред очите на граѓаните. Дојде време кога државата не е банкомат за моќници, туку мотор на развојот. Дојде време кога проектите не се рекламираат на хартија, туку се градат на терен. Дојде време кога парите од граѓаните се враќаат назад кај граѓаните преку проекти, патишта, училишта, фабрики. Почитувани присутни, денес Македонија се гради, чекор по чекор, делница по делница, проект по проект. Со честна работа, домакинска политика и меѓународни партнерства. Инаку, според пресметките, со овој нов пат, патувањето од Битола и Прилеп кон Скопје дополнително ќе се намали за уште 30 на минути, а по изградбата на автопатот Прилеп-Битола за најмалку уште толку. Исто така, план на оваа влада е да се изгради и трета лента на Плетвар со пробивање на уште еден тунел.